Да, се враќаме во студиото. Тука е, како што кажав, професорот Драган Даниловски, епидемиолог. Професоре, добре дојдовте во студио 10. Добро утро и благодарам на поканата. Како што кажав и во најавата, среде сезона на грип сме. Според податоците кои ги соопштува Институтот за јавно здравје, до сега имаме 2 потврдени смртни случаи од грип. Во последната недела имаме зголемување од 35% во однос на претходната. Значи, според Институтот, бројот на заразени расте. Сега еве вака како една ваша генерална оценка, како ја гледате сезоната? Гледате ли некоја поголема опасност, еве да речеме, за населението? Па, знаете, секоја година имаме ние сезона на грип. Единствена специфика оваа сезона е што почна порано. Почна порано насекаде на северната хемисфера, па и кај нас. И од една страна и од друга страна, сега откако се разви, да кажам, фронтот со вирусот на грипот, се покажа дека и кај нас полека почнува да се појавува оној нов тип, А-типот H3N2, субклада или подклада К, така го викаме стручно. Станува збор за познат вирус, малку мутиран, малку видоизменет, кој што се обидува, како на времето ковидот што знаеше да прави, се обидува да најде начин што поефикасно да се шири, да зарази што повеќе осетливи домаќини, и оваа субклада К успева во тоа. Нема докази за сега дека предизвикува потешка клиничка слика, иако, нели, ќе речете, ама еве 2 смртни случаи имаме. Па не мора тоа да значи дека предизвикува потешка клиничка слика во просек, меѓутоа секогаш по теорија на веројатност, кога имате поголем број заболени, поголема е веројатноста и да настанат компликации, па и смртни случаи. Значи, имаме нов тип на вирус, односно не нов тип, нов сој, нова варијанта, мутирана, која што засега се смета дека не предизвикува потешка клиничка слика, но е позаразна. Позаразна е затоа што населението одамна се нема соочено со H3N2 типот на вирусот и нема практично доволно силен имунитет за да може да го процесира, така да речем. Но ништо ново, на запад ништо ново. Имаме редовна состојба. Затоа претпоставувам имаме еден поголем број на заразени поради таа нова мутација, да речеме. Да, дефинитивно. Па еве да речеме, децата се многу изложени и колку што знам, болницата во Козле, пулмолошката установа е преполна. Не знам дали имат слободно место. Но, знаете како, јас ќе кажам нешто вака на колоквијален начин. Така растат деца, знаете. Така се зида имунитетот. Не може во стаклено звоно да растат. За децата кога станува збор. Секако постои препорака сите што се ризични групи, хронични болни, имунокомпрометирани лица, многу стари лица кои што заради возраста имаат компрометиран имунитет, но и дечиња до 4 години, односно до 5, да се вакцинираат. Ова сега некој, нели, кога слуша, веројатно се жести од гледачите, меѓутоа тоа е вистината. Многу ранлива група се дечињата до 4-5 години, зашто нивниот имунолошки систем се уште не е дозрел. Значи би препорачале вакцинација за мали деца, да речеме. Да, тоа е дека не е развиен имунолошки систем. Тоа е усвоена доктрина е тоа, значи да се вакцинираат деца до 4, односно до 5 години, апсолутно, како детска вакцина, трудници и овие ризични групи што ги спомнав, да не ги повторувам. Стари, хронични болни, имунокомпрометирани и така натаму. Да, кога зборуваме за имунизација на население, од според податоците од Институтот вакцинацијата поминала добро, особено кај оние ризични групи, имало и доволно
вакцини. Но сега еве ние зборуваме за нешто друго, за една цела таа стратегија за имунизација, не само за грип, туку и за други болести. Вие пишувате нешто и на вашиот Facebook профил, објавувате трудови од еден стручен аспект во поглед на таа проблематика. Мислите ли дека тука треба да се направат одредени промени и реформи во целиот тој систем? Па треба, видите, вака ќе се изразам, нашата историја на вакцинации воопшто е детска приказна. Кај нас постои една свесност колективна дека вакцините се за децата. Дека кога велам децата до кај 18 години. И дека после не треба ништо. Не е така. Во светот, одамна, Европа и други, имаат еден друг концепт, така наречен life course концепт, доживотен концепт на вакцинирање. И постои си имаат изработено стратегии за вакцинации во текот на целиот живот. А во тој контекст, како подстратегија, она за што јас пишував на социјалните мрежи, стратегија за вакцинација на возрастни. Кај нас, во принцип, од секогаш, а така и почната историјата на вакцинацијата, прво кај малите деца, кај нас тоа продолжи по инерција и велам, кај нас се врти и сета свесност и сиот фокус и стручен и на јавноста е во однос на детските вакцини, што не е така. И така да речам, увидот во она што значи документи разни официјални, го покажуваат тоа. Во правилникот за имунизација и серопрофилакса, за имунопрофилакса и серопрофилакса, како што имав напишано, само децата се спомнуваат до 18 години. Овие други возрастни категории се онака со некои општи формулации според епидемиолошки индикации, вели таму, и други можат да се вакцинираат, и лица изложени на ризик. Тоа се општи формулации, не може така. Мора таксативно, конкретно да се наредат кои се тие ризични групи. Професионални, не знам, имунокомпромитирани, хронични, да не ги бројам исто како оние за грипот што беа. Оттаму неопходна ни е нова стратегија во врска со вакцинациите за кој што ќе офати и целиот животен век. За волја на вистината имаме ние една стратегија за имунизација донесена 2012 година со важност до 2020 и тој документ исто така се однесува само на детските вакцини. Добро, кога зборуваме за вакцинација на возрастни, еве конкретно на што мислите? Можеме ли некои примери да дадеме? Зашто би се вакцинирале? Да речеме најмачен проблем и масовен меѓу возрастните е после 50-та година особено се јавува и како е напредува возраста, така е почесто. Оној херпес зостер. Херпес зостер, тоа е како осип по кожата, особено долж ребрата на градниот кош, на грбот или на градите, може и на други места. Осип кој што многу боли. Болен е многу. И предизвикувачот е вирус на варичела, на општите сипаници. И са каква е таа поврзаност? Многу интересна. Вирусот на варичелата, која што е многу заразна болест, нели, и се задолжително практично нема дете кое што нема да го прележи, секогаш останува во така наречена дормантна состојба, во задремана состојба, заспан е тој, во организмот, понатаму, цел живот, во ганглиите на нервите, долу шрбетниот столб, и таму тој си дреме. И чека, демне, прилика да се разбуди. Да се разбуди. Кога се буди? Се буди тогаш кога имунолошкиот систем на
поединецот на лицето доживува брутален пат. Заради тешка инфекција, заради емоционален шок, заради малигно заболување, заради разни терапии, хемотерапија и така натаму, зрачење, но и заради стрес. Во најголем дел заради стрес. А ние сме под стрес можне долго и заради тоа имаме една корелација директна, да речем, право пропорционално изголемување на бројот на херпес зостер, се повеќе слушам дека се јавува. И да не се јавува. Сериозна држава не може да нема Shingrix се вика, вакцина која што имаат сите држави за возрастни особи кои што сакаат да се заштитат од таков рецидив на варичелата, така ќе го мој конструкт е тоа. Значи истиот тој вирус варичелата во детството што им ја предизвикал да не им направи нова белја, дозволете ми колоквијален израз, во зрелите години. Значи, треба да има таква вакцина. Таа вакцина би спречила таа реинфекција, да речеме? Да, дефинитивно. Се вакцинирате и немате понатаму ризик за херпес зостер. Друг случај е со, да речеме, со беснилот, Рабипур вакцина. Јас се вчудо не видив тој избор ќе го потребам кога разбрав дека треба да тропате на многу врати за да дознаете каде има вакцина против беснило. А епидемиолошките индикации кога се дава вакцина против беснило, не само антиравичен серум, се многу јасни во правилникот за имуносеропрофилакса. Значи, непознато куче ако ве касне и не е заловено и не е утврдено дека не е бесно, по ПС, што се вика, едноставно по правило на нештата, мора лицето да биде вакцинирано. Јас сум слушнал дека биле одвраќани некои граѓани, одамна нема кај нас беснило во државата. Па нема урбано беснило меѓу животните и не дај Боже меѓу луѓето, меѓутоа во дивината постои Балканот, Македонија, на светската карта, да речам така, епидемиолошка и епизоотолошка, важи како се уште потенцијално ризично подрачје за беснило. Кога доаѓаат граѓани од странство некаде, луѓе кои што се заинтересирани за да разберат какви здравствени ризици ги демнат, ќе прочитаат дека сме ризично подрачје за беснило. Некој го напишал тоа. А ние главата в песок ја пикаме. Да. Во однос на вакцините за грип, има тука исто една некоја анализа која со години се врти. Тоа е кога зборувате за многу големиот број на варијации, на мутации на грипот, дека таа вакцина некако губи дел од ефикасноста, дека таа се надополнува со новите мутации, но сепак дека незината ефикасност дека не е преголема, ајде да речеме. Да, намалено е, но дефинитивно се уште штити 50 до 60%, па и дури и помалку ако би било, тоа е доволно за да биде препорачена за употреба, затоа што и помал процент на заштита значи заштита од тешки симптоми и од смрт. Дефинитивно, дури и ако нема заштити, 50-60%, е 50-50 да се заразите. И да се заразите, тоа ви е, како да речам, ако не се вакцинирате, ризикувате неколку недели да одлежите во болница. Ако се вакцинирате и се заразите, ризикувате, односно, ќе се соочите со недела дена во домашни услови. И тоа е разликата. Правите споредба. Недела дена дома, со чајчиња, со така натаму, домашна нега и неколку недели во болнички услови. Да. Еве, нека не штити од заразување. Да, во однос на дебатите кои траја околу тоа дали треба да се продолжи второто полугодие или не, кој е вашето мислење?
Мислите ли, на крај се реши дека сепак треба да почне школската година? Па видите, јас пред малку реков, така растат деца, ако се изложуваат на вируси. Не можете вие со одложувањето да спречите нешто неизбежно. Ако не се случи да се зарази детето сега, ќе се зарази после 2 недели кога ќе тргне на училиште. Значи, децата се колектив кај што е интензивна размената на биолошки агенси што ги носат во себе. Едноставно не може да се избегне неизбежното. Така што мислам дека е апсолутно безпредметна, безсмислена одлуката, ако би се одлучило такво нешто, да се одложува, да се одлага почетокот на школската година. Нема смисла епидемиолошка. Да. И сега, професоре, додека вие еве зборувате за зголемување на опфат на вакцинација, за вакцинација на деца до 4 години, за вакцинација на возрастни за други болести кои воопшто не се влезени во календарот кај нас, податоците покажуваат дека опфатот на задолжителната вакцинација опаѓа, за жал, во последните години. И тоа интересно, особено во поурбаните средини, за разлика од руралните, каде тој опфат е подобар. И сега некои тоа го анализираат со тоа дека во урбаните средини, нели населението кое, да речеме, едуцирано, под наводници, намерно кажам под наводници, каде што читаат се и се што гледаат YouTube видеа, дека во вакцините има ова, има она, тие не ги вакцинираат децата. Колку овој, да речеме, антиваксерски покрет или тие информации кои доаѓаат од секаде, нанесуваат штета на колективното здравје и колективниот имунитет? Добро рековте, причините се тие. Едноставно во ситуација кога имаме бум, експлозија на можности за и достапност на различни информации, информациите што допираат до населението не се само позитивни, не се добронамерни, туку има и злонамерни. Има и дезинформации, има и теории на заговори и така натаму. И тоа е таа опачина на ерата на технологијата, на научните достигања, што опачината е на таквата ситуација што ја живееме. Тука може да се парира, да речам, може да се стори нешто на тој начин што би се подигнало нивото на, да го наречам тоа, информатичката писменост на населението. Меѓутоа, за тоа нема организирани потези, едноставно заради тоа што напливот на се поголеми број информации е толку голем што не може едноставно да се стигне да вие некого преобратите, го измените до толку да не верува на теории на заговор. Едноставно се поприемчиви за обичниот граѓанин, споредени со некакви сувопарни, здодевни, научни вистини. И народот сака да верува во приказки, знаете. Тоа е за жал вистината. Последиците се на индивидуално ниво. Значи, родител или родители што ќе одлучат да, заради тие мотиви антиваксерски, да не го вакцинираат своето дете, го ризикуваат, ја ризикуваат неговата благосостојба, неговото здравје го ризикуваат. На колективно ниво имаме последица што колективниот имунитет ни се намалува, па се зголемува ризикот за одамна заборавени на некој начин болести. Ако сакате дифтерија, малите сипаници ги имавме неколку пати и во околината и кај нас како во епидемиска форма. Енеа беснее, малите сипаници беснеат во Америка и така натаму. Се е тоа израз на ваквата ситуација, особено пак ако на тоа му придонесува и ставот на официјалните институции. Тоа е па, како да ви кажам, спрега една пеколна во однос на јавното здравје. И конечно, реков, индивидуално ниво последици, колективно и системско. На крајот на криштата се губи доверба во институциите и тоа е еден циркулус вициосус. Како магисан круг, едни со други тие три елемента се
надополнуваат и практично излезот не може да се согледа каков би бил. Разговарав, еве, чисто илустративно што се случува во реалноста, разговарав со луѓе кои биле во Грција и каде што детето им добило мали сипаници и кај нас тоа не се возбудуваме премногу, тоа е нешто како нели се носат децата намерно да се заразат, да прележат и така натаму. Таму кога го однеле детето во амбуланта, паника дигнале, сакале во карантин да ги стават, бидејќи во Грција не знам, очигледно имаат вакцина или не знам, немаат случај. И навистина испаничеле луѓето кога ги виделе дека имаат и дека така ноншалантно си дошле во здравствена установа. Да, видите, тоа е сериозна држава каде што системот функционира и таму едноставно навистина немаат. Опфатот е извонредно висок на вакцинација со во однос на малите сипаници. И други. Видите, ризикот зошто тие се испаничиле, ризикот со морбилите, со малите сипаници е што тоа е најзаразниот вирус на планетава. Значи, еден извор на зараза, едно заразено дете, од 12 до 18 други заразува задолжително, ако му се најдат во видокруг на колку една просторија, да речеме. Позаразени и од ковидот. Па потоа тие 18, други 18, тие 18, други 18. По експоненцијална се шири како бран. Прогресија. И тоа е страшно колку е заразен. Меѓутоа, ризиците се, ако ми дозволите две реченици, не е проблемот што огромно мнозинство од тие што ќе се заразат, ќе го поминат. Сипаница и ќе помине, нели, детска болест. Па и оделе и ги намерно ги заразувале своите деца, некои родители порано. Проблемот е што се откри дека вирусот на морбилите е толку подмолен, тој збор ќе го потребам, што не се знаеше до неодамна. Не се знаеше дека кога ќе добие дете морбили, сиот имунитет од сите претходно прележани детски заразни болести и имунитетот од сите дотогаш примени вакцини до моментот на заразување со морбили му се бришат. Станува табула раза. После поминување на морбилите, после прележување на морбилите, практично тоа детенце не е веќе имуно на ништо што претходно го поминало, го прележало или било вакцинирано. Тоа е едната страшна работа и повторно, како Сизиф, повторно истите маки со истите тие заболувања мора да ги поминува. И вториот момент е што постои една настрана компликациите, енцефалитис, пневмонија и така натаму, воспаление на средно уво, што се многу чести, туку настанува нешто што се вика субакутен морбилозен субакутен паненцефалитис. Значи, воспаление субакутно на сите делови на мозокот, кој што се јавува ненадејно минимум 7 години после прележување на морбилите или дури 20-30 години. Значи, како возрасен, наеднаш вие можете да добиете симптоми на енцефалит и да не знаете за што се работи, а всушност да е тоа задоцната компликација од морбилите во детството. Само после заболување од морбили, после вакцината примена против морбили, вакво нешто нема. А тој паненцефалитис е смртоносен како беснилото. Да, сериозни компликации. Ако ми дозволите, околу антиваксерството не завршив, многу пострашно е не обичните граѓани што наседнуваат на дезинформации, туку што имаме појава на, нема да ги наречам антиваксери, туку отворени, туку на вакцинални скептици меѓу здравствените работници. Да, тоа сака да ја прашам. Има доктори кои што ги одвраќаат
некој гласно, некој полугласно, некој со шепот, родителите да не ги вакцинираат децата, особено не против морбили, паротит и рубела. Знаете, почекај да проговори, алудирајќи дека многу веројатно аутизам вакцината предизвика, што дефинитивно не е точно. Дефинитивно не е точно. Колку сакан дел од аудиториумот нека се пенави сега, додека го слуша ова, инсистирам дека нема докази оти вакцината против морбили предизвикува аутизам. Извичник огромен. Да, добро, еве кога зборуваме за вакцинација како дел од напредок на науката воопшто, на медицинската наука. Тука е и пеницилинот, нели, антибиотици како едни од најголемите напредоци, ајде да речеме, во заштита на населението. И кога ќе земеме едноставни емпириски податоци за должина на просечен живот. Ако се вратиме 100 години назад, 150, 200 години, податоците се евидентни. Таму имаме едно евидентно зголемување на животниот век кој се должи пред се на напредокот во медицината. Пред се, мислам дека експертите ги посочуваат овие две работи како клучни тука. И сега, наспроти тоа, вие верувате тамо во некакви, како што кажавме, податоци кои ги кажуваат луѓе на интернет, дека вакцините содржат ова, она, дека предизвикуваат аутизам, дека ова, се и се што, нели? Зошто е толку полесно да се верува во тоа, отколку во ова што го гледате како факт и што го гледате со сопствени очи? Денеска е во Западна Европа, населението има просечен животен век од 80 години, во Америка исто, во Јапонија исто, во секаде во развиени земји, каде што имаме развиен систем, имаме зголемен животен век за разлика од земјите каде што тоа не е така. Видите, од секогаш зависи прво од нивото на здравствената култура и од нивото на општата култура. И ако сакате и од нивото на свесноста на здравствените работници. Авторитетот на докторот, кој ќе го однесам ја моето дете, е измодредно значаен, измодредно висок. Особено пак како родител би ме интересирало кој е неговиот интимен, приватен став за одредена работа, конкретно за вакцините. И ако тој мине во доверба ми рече, ама слушај, сега ја официјално, нели, морам да бидам за вакцините, ама да ти шепнам поарно ти немој да го. Дефинитивно се е тука е се изгубено. Значи, тоа е она со кое што не можете да се борите. Колку сакате после тоа излегувајте вака во медиуми, ама јас си кажувам, во доверба ми кажа докторот, не го вакцинирај детето. Јас извинувам, вака малку го спуштам нивото, одам популарно. Па не, тоа е добро, бидејќи тие примери се најдобри, да. Не сакам да звучам академски, туку навистина ова е проблемот. И сега тука има нешто друго, односно, што да се прави. Па постојат професионални овие струковни еснавски издруженија. Лекарска комора постои. Лекарска комора, зошто не презема ништо против таквите, не се сите доктори да се разбереме. Има само дел од нив, ама и тие прават многу штета. Значи, каде е лекарската комора? И каде е, конечно, има нешто што се вика Комисија за имунизација. Според Законот за здравствена заштита. Член 236, членот ќе ви го кажам, нека го провери гледачкиот аудиториум. Предвидено е министерот да формира комисија за имунизација со 7 члена, председател и така натаму, од разни здравствени струки. Меѓу другото, таа се бира на колку години, на 4 години. 20 година и помина мандатот, уште нема нова комисија направена. Меѓутоа, ајде нека не биде нова комисија. Меѓу другото, обврска на таа комисија е да се грижи
постојано да ги информира и да ги едуцира јавноста и здравствените работници. Досега акција, кампања во врска со такво нешто, иницирана од таа комисија, еве ова како критика нека биде сватено, не сум сретнал. Ниту додека беше ковидот, ниту еве сега во врска со овие актуелни теми, антиваксерство и така натаму, и особено да ги седнат докторите и да ги едуцираат во смисла на она континуирана едукација што е задолжителна за сите доктори. Да, гледаме опаѓа. Значи имаме не функционира системот. А опаѓа опфатот на вакцинација и тоа никој не го пали, како што велите, алармот тука. Ама нема одговорност. Околу тоа. Знаете, ако немате одговорност, вие можете што сакате декларативно да тврдите, да напишете, да дизајнирате прекрасни закони, прописи и така натаму, ако не ги имплементирате, или дури ако ги имплементирате, ама тоа што сте го сработили, ако не ви се евалуира, не ви се вреднува, пак е џабе. Професоре, што е со вакцините против ковид? Таа тема веќе не е актуелна од аспект на тоа дали ќе ги примаме или не, туку околу последиците. Излегува неколку студии отпосле околу тоа има или нема штетни последици, најчесто беа тие со крвната коагулација, околу срцевиот мускул и така натаму, но знам дека ги следите. Имаме ли некаква сега сума сумару од целата таа приказна? Па да, тоа со зголемениот зброј на тромботични такви епизоди, коагулации зголемени и така натаму, беше карактеристично за AstraZeneca и ја повлекоа, нели? Меѓутоа, и тука сега за волја на вистината, споредено со таквите епизоди што самата болест ковидот ја предизвикуваше, ова апсолутно е неспоредливо со AstraZeneca. Меѓутоа, толку се крена една врева што доброволно AstraZeneca ја повлекоа, иако навистина споредена стапката на такви епизоди несакани тромботични после вакцината за AstraZeneca зборувам и после ковидот апсолутно е неспоредливо. Значи, секогаш кога се прави одредена интервенција медицинска, се одмерува штетата од користа. Секогаш било на страна на AstraZeneca. За овие други вакцини, овде-онде ретко исто така. Значи, пазите, не постои лек кој што е безопасен. Да. Не постои такво нешто. Се е споредување и одмерување и донесување одлука врз основа на мерење на застапеноста на штета и корист. Ако се разболиш, штета и корист ако примиш еве вакцина, да речеме, или некој лек. Па антибиотик се дава, антибиотици имаме најразлични, дали се пијат како бомбони во нашето поднебје. Вие сте отворили упатство за било кој антибиотик да видите какви се несакани дејства пишува дека можат да предизвикаат. И тоа релативно често. 1 на 100, 1 на 1000, 1 на 10.000 се смета многу ретко. И повторно за банални работи се пијат антибиотици. Зошто не им е страф на луѓето да се трујат со антибиотици, а од вакцините им е страф? Има тука нешто, ама здраво дете се боцка. Па здраво дете се боцка за да остане здраво. И има нешто друго, и за да ги заштити во околината оние кои што заради медицински причини, медицински индикации, не смеат да бидат вакцинирани. Има меѓу нас и деца и возрастни кои што имаат такви здравствени проблеми, имунокомпромитирани и така натаму, што не смеат да се вакцинираат. Кај нас не постои развиена свест за заедништво, ние сме генерално земено индивидуалисти, егоисти, мене да ми јарно, што ми е гајле ти штити се сам.
Да, освен кога одиме на лекар, тогаш сакаме да имаме и бесплатно здравство, и да имаме лекарска грижа, и да не примат за 10 минути и се. Тогаш колективниот здравствен систем не одговара, нели? И колективната здравствена заштита. Така. Добро, многу интересно да се гледа да работите во перспектива и да се гледа некогаш големата слика. Тоа е особено интересно за ковид пандемијата. Сега гледано, професоре, од сегашна гледна точка, како гледате, дали мислите дека ние како здравствен систем, не само ние, туку светскиот здравствен одговор на пандемијата, или еве да го парафразирам прашањето, дали мислите дека од сегашна гледна точка требало некои работи да се направат поинаку? Да, дефинитивно. Па поминавме, јас пак ќе го спуштам нивото на популарно рамниште, поминавме како боси по трње. Или се однесувавме како слон во стакларска продавница. Што сакам да кажам? Бевме подзаспани, задремани во самозадоволство како цивилизација, како планета, како човечко општества, развиениве особено. Си бевме во, да кажам, самозадоволни во тоа некое чувство на супериорност. Нели, наеднаш имаме технолошки и научен бум, имаме интернет, имаме патување во Вселената, имаме достигање во медицината, имаме вештачка интелигенција, имаме идентификување на човечкиот геном, за кој што порано требаше 13-14 години и милиарди долари, сега со вештачка интелигенција за 5 сати се идентификува, се анализира комплетниот геном во човечката клетка. Такви фантастични, како во научно-фантастичен филм, достигања живееме. Современици сме на таквите достигања. И ние едноставно задремавме, се почувствувавме како да сме недопирливи на некој начин, си влеговме во некаква ароганција и самозадоволство. Се покажа дека не било така, дека потребно беше да се јави еден микроскопски организам. Се смета дека целата маса на вируси што на планетава се појавија и се размножија, дека нема да тежат повеќе од килограм или 2. Замислите, таков еден непријател, невидлив, го ничкум го турна човештвото. Се покажа дека сме сосема неподготвени да се соочиме со невидливиот непријател. Не бевме способни да се соочиме ниту како организиран систем, како колектив, како општества, помали или поголеми, поразвиени или помалку развиени, туку не сме во состојба да го акцептираме тоа и на индивидуално ниво, околу она што зборувавме. Веднаш во оптек излегува на виделина, почна теории на заговор, вештачки бил вирусот, ваков бил вирусот, таков бил вирусот. Може би, не знам. Меѓутоа, мене како епидемиолог ме интересираше дека ако веќе имам масовен настан, тоа значи одеднаш појава на зголемен број на заразени луѓе, обврската ми е да најдам начин како да го спречам ширењето на вирус. Без оглед дали некој го направил вештачки или не го направил. Кон тој наратив на тие теории на заговор придонесоа и добар дел сериозни научници. Да не ги именувам сега, и Нобеловци имаше дори. Така што тие дополнително ја турна довербата во бездна
кон науката. Имаше трудови научни, кои што всушност беа научни во наводници, за да се додворат на големите фармацевски куќи, компании. Значи, пазите, наука за пари. Тоа дополнително ја турна довербата во неповрат кон науката генерално. И сега го имаме, го живееме денот потоа. Знаете, оној филмот The Day After. Да. После катаклизма го живееме тој период сега. После тоа што тогаш сето тоа се случуваше, сега имаме ситуација да повторно не се освестуваме дека за биолошките закани од некој нов вирус можеби. Не сум сега ја некаков кобник, туку едноставно епидемиолошката логика наложува така да размислувам. Динамиката на патувањата, на миграциите на луѓето, мешањето на луѓето од разни географски предели, интензитетот на динамиката на патувањата и така натаму е толкова што и ако сакате индустријски разни активности, разни дефростација што се вика, крчење на шумите, директно влегување во контакт со живеалиштата на древни некакви вируси, микроорганизми, амазонските џунгли да речеме. Сите тие такви раскрчување, уништување на шумите заради обезбедување земјоделско земјиште. Значи, сите тие елементи укажуваат дека и понатаму постои реален ризик да настане повторно некаков масовен планетарен проблем. И наместо да се свестиме, имајќи предвид еве конкретно Македонија, ние требаше да поминеме низ таа голгота, низ тие искушенија со ковид пандемијата, за да сватиме дека сме тотално неподготвени. Кај нас здравствениот систем не падна на коленици, падна со носот на земја. Не во нокдаун, во нокаут отиде системот. Повторно јас се обидувам да видам сликовите. Да. Зошто? Затоа што не смееше да се дозволи клиники, кожна клиника, нервна клиника, не знам, травматологија, да се пренаменат во ковид центри. Дефинитивно тоа не смееше да се дозволи. Не смееше да се дозволи сите редовни медицински активности, редовни медицински прегледи, операции кои што не се итни, не смееше да замрат. Имавме мораториум на комплетната редовна медицинска работа, здравствена дејност во Македонија. Што не смееше да се дозволи. Имавме проблем со вакцините, со ненавремено обезбедување на вакцини. Знаете тие скандали тогаш. Тоа не смееше да се дозволи. Не смеевме да дозволиме да ни донира соседна држава вакцини. Тоа беше аматерски. Да не зборувам, не смеевме да дозволиме да немаме фонд за критични ситуации, за водредни состојби, пари. Значи, сега, сето тоа би требало да ни е за памет и да седне еден тим и да направи, не знам, стратегија за водредни состојби, за масовни глобални кризи, протокол за однесување при биолошки кризи, при, не знам, елементарни непогоди, воени и така натаму. Например, имаме ли ние, знаеме ли колку од населението можеме да сместиме во скривалиште, во скривници? Имаме ли една скривница во државата? Да, за тоа веќе се печурки одгледуваат. Да, се прави анализи дека сите скривници се затворени или претворени во Нема нешто друго, да. Кој како се снајде, снаоѓете се, не дај Боже ако дое нешто. А Швајцарија, да речеме, целокупното население може да го смести во такви скривалишта. Разлика држава и држава. Да. Значи,
еве за крај како еден заклучок, мислите дека не научивме многу од пандемијата, нити па гледате дека нешто системот сега е подготвен за некакви такви или слични предизвици? Видите, јас не сум директно вмешан во активностите. Да, вие сте наблюдувач, да. Вон системот сум, сега можам само моје лично мислење, мој впечаток да кажувам. Ама следејќи ги јавните гласила, медиуми и така натаму, нели, се нешто ќе беше изнесено и напишано дека се преземени одредени работи. Јас претпоставувам дека се. Меѓутоа, знаете, едно е да напишете вие, мислам дека има стратегија за водрени состојби, кај што е мултисекторски пристапот, не е само здравството, туку и други, одбрана, полиција и така натаму се предвидени. Таму имаме центар за справување со кризи. Значи, има тие своји документи. Меѓутоа, исто така, мора редовно да се прават вежби. Значи, не знам, клинички центар. Кога последен пат направиле симулација, вежбовна симулација за одредена кризна состојба? Јас не знам. Или било која друга болница, на редовна основа, таквите тие вежбовни активности, според собствените локални планови за справување со кризни состојби, за евакуација, кој каде место има и така натаму, што презема, такви локални вежби мора редовно да се изведуваат, за да не изненади нешто. Гледате во какви турбулентни времиња живееме и треба да се биде подготвен. Да. А за да се биде подготвен, треба се што се прави да се евалуира колку е направено. Нам ни фали принципот на отчетност, одговорност и евалуација на резултатите на било што ќе направиме. Ова вака како заклучок. Да. Се разбира, професоре, ви благодарам за ова гостување. Јас ви благодарам на поканата. Сега го завршуваме првиот дел, почитувани, останете со нас, одеме со една кратка пауза за реклами и продолжуваме со емисијата.